Добре дојдовте назад. Како и секој петок, имаме рубрика Адвокат на граѓаните, кому можете да му ги поставите вашите правни недоумици, прашања и дилеми. Денеска е Владимир Бангиевски, кому му велиме добро утро секој утро. Добро утро, Андреј. Добро утро до сите. Поздрав во студиото на Алфа телевизија. Посебно ми е мило што и ова утро можеме да се дружиме со вас и со вашите редовни гледачи. Така, благодарам за континуираната соработка што ја имаме. Да ве подсетам вас, драги гледачи. И само се извинувам да не заборавам посебен поздрав до професорот Александар Давидовски од Средното училиште Никола Карев, кој што вчера ми пише и ми кажа дека тој и неговите ученици ќе го следат денешново издание на Добро утро секој утро. Им благодариме за вниманието. Секако. Да ве подсетам вас само, драги гледачи, дека телефонските линии се отворени, можете во било кое време да се јавите. Ние ќе почнеме со делот онлайн поставените прашања. Вели, во работен однос сум бил до 15.2.2020, а плата не сум зел за 11 и 12 месец 2019, ниту пак К15. Дали има решение за ова? Да, секако, значи тоа се права од работен однос кој што работниците ги имаат, без разлика што работниот однос престанал на било кој начин, а работникот кој што работел кај работодавачот и кај кого што му престанал работниот однос, има право да си ги бара оние плати кои што му се заостанати, како и правото да си бара регрес за годишен одмор или попознат како К15. Тоа барање, доколку не може да го оствари пред поранешниот работодавач, тогаш има право во судска постапка со тужба, почитувајќи ги роковите од Законот за работни односи, да си ги побарува неисплатените парични средства на име работа и на име регрес за годишен одмор. Така. Самохрана мајка со полнолетно дете од 19 години која редовно е во средно образование со решение и социјален број од социјални грижи со минимална плата од септември до денес немаме добиено исплата на образовен надоместок за средно образование. Вели, на сметката немаме никаква исплата. Што би требало да прават во овој случај? Значи, бидејќи слушнав, кажавте дека се работи за 19 годишно дете, значи веќе не припаѓа во групата на малолетни лица за кои што грижа води родителот, односно родителите. И слушнав дека се работи за права на некој си образовен надоместок, и дека се работи за полнолетно дете, тогаш пред соодветниот орган кој што го исплаќа тој образовен надоместок ќе треба да се заинтересира и да види зошто се уште не се исплаќаат тие парични средства. Доколку и понатака не се исплаќаат, тогаш секако дека има право во судска постапка да се ги побара своите законски права кои што ги остварил веќе пред соодветниот орган. Така. И имаме уште едно прашање, вели, сакав да прашам, јас сум самохрана мајка на 2-годишно дете со кое во вонбрачна заедница моментално живееме кај неговиот татко, кој повторно потенцира не е во брак. Дали ќе можеме да се иселиме во друга куќа и дали има право на тоа дете да го задржи, се мисли на сопругот? Какви се моите права, бидејќи сум вработена во државна администрација, кои се моите права како мајка со детето? Значи, само накратко ќе одговорам. Значи, вонбрачната заедница е изедначена со брачната заедница според Законот за семејство и во однос на децата пред се. Значи, тоа дете ги има истите права и обврски кои што ги имаат сите други деца кои што живеат и во вонбрачна заедница. Секако дека изборот на местото на живење е индивидуален и на ниеден начин не може да влијае во однос на тоа дали таа заедница е брачна или пак е вонбрачна. Така што сите права и обврски кои што ги имаат брачните, ги имаат и вонбрачните деца, бидејќи сте изедначени по Законот за семејство.
Така. Веќе има На вториот дел од прашањето што се однесува до нејзините права и обврски од работен однос, значи бидејќи се наоѓаме во вонредна состојба, таа има право да ги користи сите оние привилегии кои што ги даваат уредбите со законска сила на владата во однос на седењето дома и чувањето и воспитувањето на малолетното дете. Значи, ниедно право не може да ја биде ускратено, затоа што е мајка на малолетно дете кое што е родено во мрачна заедница. Во ред, веќе имаме двајца гледачи кои чекаат на линија. Му велиме добро утро секој утро на првиот. Повелете. Добро утро. Добро Имаме утро. прашање до господинот адвокат. Ме интересира дали има застарување на дел на извршување со предлог и налог за извршување и дали има определен рок за колку време може да застари или не може никој пат да застари. Дали го слушнате прашањето? Да, дали го слушнате, бидете на линија. Дали го слушнате прашањето? Значи, делумно го слушнав, се работи за извршување колку што слушнав. Да. Меѓутоа, ако може, господинот уште еднаш да го повтори прашањето за да можам да го слушнам комплетно. Да, дали сте на линија? Да, на линија, ама не го слушам адвокатот. Уште еднаш, ако може да го поставите прашањето. Прашањето е конкретно и прецизно. Се работи за извршување. Поднесен предлог за извршување и даден налог за извршување. Поднесен предлог и даден налог за извршување, да, значи? за извршување. А извршувањето не е направено до сега, а поминало више 9 години. И дали има рок на застарување, или треба да се реобнови, или нема никакво застарување. Во ред, ви благодарам на прашањето. Добро, во ред, значи поздрав до вашиот гледач. Значи секако дека сите права, па и правото на барање за присилно извршување застаруваат во определен рок. Значи треба да се делат застарувањата. Дали се работи за застарување на самото право или пак се работи за застарување на барањето за извршување. Бидејќи предпоставувам дека постапката е веќе завршена и гледачот има правосилна и извршна исправа и поднел барање за извршување пред надлежниот извршител, секако дека со чинот на поднесување на барањето за извршување се прекинати законските рокови кои што се однесуваат на самото извршување, значи не на самото право, туку на самото извршување. Што значи дека, бидејќи веќе е поднесено барање за извршување и веќе е направен налог од страна на извршителот за спроведување на извршувањето, автоматски со тој чин се прекинати сите рокови за застарување. Зборувам, значи, за застарување на правосилно и извршно побарување, не за застарување на самото право. И јас ќе повторам уште еднаш, значи, постојат два рока. Рок за остварување на самото право, доколку е повредено, оспорено или загрозено, и рок за побарување од веќе остварено право. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро секој утро за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Едно прашање за адвокат. Повелете. За колку време застаруваат сметките за вода и за струја? Добро. Тоа е прашањето? Тоа е само прашањето. Во ред, ви благодарам за него. За колку време застаруваат ете сметките за вода и за струја? Дали имате информација? Значи, ова прашање ми се поставува редовно од страна на вашите гледачи. Поздрав до гледачот и уште еднаш само ќе повторам дека режиските трошоци, а тоа се трошоци за потрошена електрична енергија, трошоци за вода, комунали и така натака, застаруваат за една година. Значи, за една година. Зборуваме за трошоци направени од страна на физички лица, односно од страна на граѓани. После тој рок, јавното предпријатие, кое што ги испорачува услугите
или трговското друштво, како што е ЕВН, нема право да ги бара по присилен пат за судска постапка за останатите долгови. Што значи дека, доколку после тој рок Се извинувам, имаме технички проблеми, ќе се обидаме повторно да го побараме Владимир Бангиевски. Само момент, ќе ве замолам за трпение. Се случуваат, нели, вакви работи во насока на заштита за превенција за ширење на коронавирусот, нели, се одлучуваме онлайн да ги водиме сите овие разговори со цел да бидеме сите безбедни. И кога се работи за технологија се случуваат, нели, вакви работи. Владимир Бангиевски, дали се слушаме? Да. Имавме мал прекин, ако може уште еднаш да го повторите одговорот на прашањето. Значи, јас ќе повторам само уште еднаш. Значи, кога се работи за трошоци, на така наречени режиски трошоци, струја, вода, комунални услуги и така натака, рокот на застареност за граѓаните, односно за физичките лица, е 1 година. Што значи дека јавното предпријатие или трговското друштво, како што е ЕВН, кој што дистрибуира електрична енергија, после 1 година не може по присилен пат да бара исполнување на обврската на граѓанинот. Односно, може да се поднесе тужба, меѓутоа, на приговор за застареност, истата ќе биде отфрлена како ненавремена. Така. Стигнуваат некои прашања кои, знаат и да се повторат, но имаме уште еден гледач на линија, ќе се навратиме на ова. Повелете, добро утро, секој утро. Добро утро. Добро утро. Се јавувам и барам објаснување. Корисник сум на семејна пензија. Мажот ми е починат, меѓутоа е собила во работен однос и нели се стремиме за влез во ЕУ. Или кај нас не важат тие правила. Ме интересира дали мојот стаж ми следува некој надоместок од тој стаж. Оти се работи на 20 години, исто и мажот ми имаше на 20 години, пензијата е таа каква што е. Дали ова се прави према законите или по правилата на политичарите? Да ми одговорите. Не ве разбирам, што дали се прави? Значи, вие сте корисник на семејна пензија, семејна така? пензија. Дали ми следува плюс на доместок на пензијата? Дали плюс ви следува на доместок на пензијата? Да. Добро, во ред, го слушнавте прашањето? Значи, корисниците на правото на семејна пензија имаат право да ја користат истата после исполнувањето на определени услови. Значи, во законот стриктно се наведени, односно таксативно се наброени условите за стекнување на право на семејна пензија. Правото на семејна пензија не е исто што и правото на старосна пензија. Од причина што корисникот на старосна пензија има право на истата кога ќе исполни определени услови за одење во пензија. Години на осигурување, односно стажно осигурување и старосни години. За жени 62 години, за мажи 64 години. Семејната пензија се однесува на оние членови на семејството на корисникот на старосната пензија кој што починал и кој што не може по други основи да ја остварат својата екзистенција, односно ги исполнуваат условите за користење на она пензија која што ја користел поранешниот корисник на старосната пензија. Се однесува, значи, семејната пензија на членовите на неговото семејство, изрично наведени во
во закон. Доколку гледачката ги исполнила условите за стекнување на старост на семејна пензија, бидејќи нејзиниот сопруг починал, а бил корисник на старосна пензија, тогаш во однос на другите надоместоци дефинитивно ќе треба да наведе кои други надоместоци освен правото на семејна пензија ги бара и врз основа на кој закон ги бара истите. Доколку со користењето на правото на семејна пензија се исцрпени сите други права, тогаш дефинитивно никакви други надоместоци по закон не исследуваат. Велам доколку. А доколку пак не се, има некои други права по други законски основи, тогаш тие може да се ги остварува пред Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Така, ете ви одговор на ова прашање, а сега да се обидеме да го одговориме прашањето и на нашиот следен гледач. Добро ви утро, секој утро, повелете. Добро утро. Повелете. Да поставиме прашање во врска со имотно правно, значи имаме доставено документи во општина, направено се што треба со СД план, со фирмите што изготвуваат, значи се што се е потребно, значи има веќе 5 години поминато, до ден денеска немам одговор, повеќе пати сум се потрудил, често одам и вика комисијата, значи пред ланска година че биле подмори, па пред нова година некои обврски не можела комисијата да излезе на терен да утврди дали че не одобрат реализација да платиме комунали за тоа што не е изградено. И сега дојде и коронавирусот. Меѓутоа предметот кој што движел од канцеларија на канцеларија ми вика долго време стои како и некој од службениците. Значи само да расчистиме, се работи за ваш обид за легализација на објекти. Да, за објект кој е изграден, значи див објект е што да се легализира, значи. Добро. Колку рековте дека го водите овој процес? Се фати 5 години веќе. Некој ми вика дека треба поднесиш поднесок, демек оти може да застане. Во ред, го слушнавте прашањето? Да, го слушнав прашањето, значи во однос на имотно-правните интереси на граѓаните, најмногу ги интересира и се засегнете околу правото на приватизација на носителите на правото на користење на градежно земјиште и правото на легализација. Колку што слушнав, значи граѓанинот се жали на бавност во работењето на администрацијата. Токму така. Слушнав дека поднел барање за легализација и во теке постапка за легализација и таа некаде е заглавена. Слушнав дека некоја комисија му кажала дека треба да дојде и да направи некаков увид. Јас го советувам граѓанинот, па и ги советувам воедно и сите граѓани, кога ќе се соочат со било каков посебно имотно правен проблем пред државната администрација, да сепак ангажираат адвокат, односно да побараат правна помош, бидејќи адвокатот може стручно и професионално да ајде да кажеме види докаде е работата на конкретниот предмет и истиот да превземе мерки за негово забрзување, односно за приведување кон крај. Крајот е секако донесување на решение за легализација и на тој начин ќе може објектот кој што порано бил дивоградба да биде упишан во Агенцијата за катастар на недвижности и да добие статус на легален објект. Граѓаните навистина се жалат на бавност на администрацијата и тоа секако дека е проблем, поготово оние кои што имаат веќе поднесени барања за приватизација или за легализација, но јас ќе повторам уште еднаш, најдобро е да се побара правна помош со цел да се види кои се пропустите, евентуални недостатоци во текот на постапката, доколку фалат некои документи, да се
целата работа на еден законски начин приведе кон крајот, односно кон донесување на решение за легализација. Па да, и разбирлива е загриженоста на граѓанинот кој се јави, бидејќи вели 5 години веќе дека е заглавен предметот, а меѓу другото и еден од стравовите му е дека дали постои можност, односно дел од прашањето е дали постои можност да застари поднесокот. Не, затоа што сите рокови за застарување се прекинати со моментот на поднесување на барање за легализација на неговиот објект, така што во однос на тоа не треба да има никаква грижа. 5 години се навистина многу и не е само тој, туку и многу други граѓани чекаат години веќе да добијат решение, меѓутоа јас пак ќе кажам најдобро е во ситуација кога имаат некаков проблем од текот на постапката за приватизација или легализација да побараат правна помош. Така. И со тоа велиме добро утро секој утро за нашиот следен гледач. Дали се слушаме? Добро утро, се слушаме. Повелете. Јас да прашам адвокатот. Јас имам место, а до мене еден комшија купи плац, а плацот се води на Република Македонија. И кога плацот се води на Република Македонија, од пред мене стави зид 2 метра 3, ми загради тераса, ми загради прозор. А јас у неговиот плац имам уште 400 квадрати. И сега од Ѓорче општина, од урбанизам ми викат да му потпишам, да му го дадам тоа место. А на кој основ он ќе му го потпишам тие квадрати на него. Отидов у Ѓорче урбанизам и они ми викат мораш да му го потпишеш. Ако не му го потпишеш, он ти го стави зидот и нема право да му го срушиш. Јас 2 пати бев и отидов пак у Ѓорче и тој газдата од плачот што го купил, дојде со 2 рекетари и на син ми му се заканува. Со кое право он може така и од урбанизам така да ми викат да морам да му го потпишам, а тој плац од неговиот дел натаму се води на Република Македонија, а мојот плац се води на име мое. Прашувам адвокатот со кое право и на кого да го потпишам тој дел и зошто ми се заканува. Јас сум била и кај правобранителот и правобранителот на град Скопје ми го истиот одговор он ми го даде. Мислам со кое право. Сакам одговор од адвокатот. Како би требало да постапите? Во ред, го слушнавте прашањето? Да, го слушнав прашањето, значи прво чудно е некој да купи земјиште, односно недвижен имот кој што гласи на име на Република Македонија, освен ако тоа државно земјиште не го тугила самата држава, па станало од државно приватна собственост на физичко лице. Тоа е едната работа. Второ, никој никого не може да присили да потпишува на начин што ќе се откажува од дел од своето право на собственост. Значи, апсолутно не. Доколку било кое физичко или правно лице смета дека има определени права на дел од имот, кој што го владае некој друг, тие своји права може да ги оствари единствено во судска постапка и таму да го докажува своето право на собственост или пак некое друго спарно право кое што смета дека го има, а истото му е одземено, загрозено или оспорено. Јас само уште еднаш ќе повторам дека никој нема право присилно, нито еден орган, или физичко или правно лице, никого да присилува да потпишува нешто за кое што смета дека не треба да го потпише. И повторно ќе укажам на тоа дека во таква ситуација во ред е да се обрати граѓанинот до народниот правобранител и тој има законска обврска да ги штити правата на граѓаните, доколку се тие на некој начин повредени од страна на државни органи или установи. Но добро е гледачката да се обрати
да се обрати и до соодветен адвокат и да побара правна помош, бидејќи се работи тука и за вознемирување на правото на собственост. Кој што исто така право се штити на законски начин во една законска постапка. И има уште една работа многу битна. Предпоставувам дека се работи за фаза на реализација на објект за кој што е добиено одобрение за градење. Граѓаните обично решението, односно одобрението за градење го добиваат на домашна адреса и на тој начин за прв пат се информираат дека неговиот сосед сака да гради објект. На тоа решение, односно одобрение за градење, соседот, бидејќи го добива на домашна адреса, има право да вложи жалба, доколку смета дека постојат некакви процедурални или материјално-правни незаконитости во донесувањето на тоа решение. Ова е направено со цел да се отстрани можноста некој да трпи штета или да се отстрани можноста за постоење на конфликт помеѓу соседите, кога во непосредна близина, односно во соседниот објект се изведуваат градежни работи. Така. Имаме и онлайн едно од прашањата, вели во 2019 година фирма има случај добиен од апелација од Скопје и се уште се чека и нема известување од Скопје, се работи за фирма која го изгубила фактички спорот од Куманово, фирма за намештај. Што би требало да направат во ваква ситуација? Значи, вложена е жалба на се уште неправосилна пресуда на Основниот суд во Куманово и на таа пресуда во законскиот рок е вложена жалба до Апелациониот суд во Скопје и правното лице, односно фирмата, чека одлука од апелација, односно пресуда или решение од Апелациониот суд во Скопје заради вонредната состојба. Значи судовите моментално не функционираат, не работат, така што после завршувањето на оваа ситуација, односно на вонредната состојба, би требало да ја добијат одлуката од Апелациониот суд по повод вложената жалба. Така. Убаво е да подсетиме на тоа дека судовите не функционираат во моментов, така да за некои предмети што се... Да, во моментот не функционираат, значи со тоа што се чека да се види после изминувањето и на втората вонредна состојба, дали ќе се продолжи истата или пак ќе продолжи тековната состојба, меѓутоа да оставиме да видиме што ќе се случува понатаму. Така, ќе видиме. Не би не чудело ако се акумулираат случаи во меѓувреме. Да, секако дека нефункционирањето на судовите за граѓаните на некој начин е проблем, меѓутоа ситуацијата е таква каква што е. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро ви утро, секој утро, повелете. Добро утро. Едно прашање. Повелете. Едно прашање до адвокатот. Се работи за струја од 2002 година, миди 2017 долг од 27.000. Подам кај адвокато, полномошно му дадов да ме застапува тој. Од 27.000 адвокатот ми бара делото го изгубивне, а адвокатката ми бара 40.000 пари да ја платам. Што може адвокатот да ми каже? Го слушнате прашањето? Повторно имаме... Се слушаме... Господин Евангиевски, се слушаме? Да, го слушам прашањето. Добро, повелете. Го слушам прашањето. Го слушам прашањето, значи адвокатите работат врз основа на тарифа
за адвокатска помош и награда и граѓанинот е должен за дадената правна помош да му плати на својот адвокат според адвокатската тарифа, бидејќи се работи за спор кој што граѓанинот го изгубил, претпоставувам во судска постапка, должен е да ги плати трошоците на спротивната страна и тие се трошоци кои што се утврдени во самата пресуда, меѓутоа должен е да ги плати и оние трошоци кои што неговиот адвокат ги направил, давајќи му правна помош во текот на постапката. Значи, адвокатот е должен по закон да направи се професионално и одговорно за заштита на правата и правните интереси на својот клиент. Но адвокатот не е должен да го добие спорот за тоа дали граѓанинот има некое право за кое што води постапка или пак нема. Тоа е веќе проценка на самиот суд врз основа на оценка на доказите. Ќе повторам значи уште еднаш, граѓанинот има обврска за дадената правна помош по адвокатската тарифа да му плати на адвокатот. Се разбира дека граѓаните имаат и право на бесплатна правна помош, кое што право можат да го остварат врз основа на посебен закон за давање на бесплатна правна помош. И тогаш граѓаните се ослободени од плаќање на судски трошоци, вештачења, адвокатски трошоци и така натаму. Во ред, имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро, повелете. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, прем благодарност за Алфа телевизија, што ни дава возможност да следиме ова контактна емисија со адвокатот. Имам до адвокатот едно прашање. Повелете. Пред 5 години, како правно лице, позајмив 1,5 милиони на друго правно лице. Пола вратив, 1 милион динари остана должен. Сега го дадов на суд и на извршител ја добив пресудата. Знаејќи туженото лице дека има процедура и дека го добивам преку извршител, ја става фирмата во стечај, односно ја затвора фирмата. Кога ние дознаваме со извршителот, веќе решението извршителот е добиено, дознаваме таа работа и тој самиот не знаеше, Зоран Димов, ми се јавува секретарката и вика, шефе, фирмата е ликвидирана. Дали јас право имам сега како правно лице да го тужам него за измама? Или да дадам вашата канцеларија да понесиме едно барање за измама? Затоа што тој ми остана должен мене 1 милион динари како целина плюс каматите. Ако треба каматите не ги барам, али милионо сакам да си го земам. Тој знаел дека има процедура, знаел дека ќе го изгуби случајот бидејќи имам недоговор за позајмица од правно на правно лице и ја направила манипулација. Тоа се случи, да ви кажам искрено, кога претходната влада затвори 30.000 фирми во еден ден кои не работеа. И каде да сите турци јасен. Значи и фирма што имала 5 евра загуби и фирма која борчела 50.000 евра во исти кој ги ставеа. Што беше малку нелогично. И сега дајте ми одговор. Дали јас да го тужам него за измама? Благодарам уште еднаш голем поздрав на Алфа телевизија што ни дава ваква прилика да се искажиме и да добиеме одговори. Благодарам, поздрав и до вас. Дали го слушнате прашањето? Да, го слушнав прашањето, значи се работи за намерно оштетување на доверители. Дали има основа за кривично дело од ова кое што го слушнав, би рекол првично да, значи граѓанинот може до Основното јавно обвинителство да поднесе кривична пријава доколку смета дека должникот на начин што гледајќи дека
ќе се наплати неговиот долг, својата фирма ја турка намерно во стечај или пак ги празни жиросметките, се со цел да не може да се оствари побогувањето на неговиот доверител или неговите доверители. Во конкретниот случај, значи, доколку е тоа така, како што граѓанинот го изложи, тогаш има право да поднесе кривична пријава или за измама, или за лажен стечај, или пак за намерно оштетување на своите доверители. Значи, законот бара од граѓаните, односно од физичките и правните лица, да бидат совесни во правата и обврските. Никој нема право, знаејќи дека некому нешто должи, да ги оштетува своите доверители на начин што ќе ги празни своите сметки или пак ќе прикажува лажен стечај или пак ќе го доведе своето трговско друштво во ситуација на стечај. Ликвидација во никој случај не може да се направи, бидејќи за ликвидација во една од фазите за ликвидирање на правното лице, односно на трговското друштво, се бара тоа да биде целосно изчистено од било какви долгови. Така. И со одговорот на ова прашање велиме добро утро секој утро на нашиот следен гледач. Добро утро. Повелете, ве слушам. Вака, краток ќе бидам. Пред 2 години, скоро 2,5 години бев на операција. Очите 5 операции правев. Докторот ја призна вината и ме требаше да поднесам за вештачење. Меѓутоа, ниеден вештак во Македонија, значи оцен лекар, не сака да го вештачи предметот за тоа што се работи за нивни колега. Значи ќе направи уште малку, уште пола година, 3 години, ќе настапи застарувањето. Каде како моето право да го остварам? Затоа што тој ја призна вината, грешката ја признал, а ја и денеска не можам да се остварам правото да го тужам докторот. Се работи за доктор као еден од подобрите, Драган Андоновски од 8 септември, адвокатот би го замолил кои се понатаму моите права. Благодарам на прашањето. Дали слушнавте? Да, слушнав делумно. Јас само ќе те замолам, Андреј, уште еднаш ако може накратко да ми кажеш што е прашањето. Сума сумарум, 5 операции му биле направени на нашиот гледач, со тоа што докторот ја признал вината понатаму, значи ја признал вината, меѓутоа има ситуација каде што вештачењето не сакал да го направи ниту еден друг офталмолог, да направи нели вештачење, а веќе се приближува, бидејќи тоа било пред 3 години, веќе се приближува времето кога предметот би требало да застари, па прашува нашиот гледач како да постапи понатаму. Значи вака, за штета кога се работи од сторено кривично дело, истата се пријавува во самата кривична постапка и при тоа се укажува на основот и на висината на самата штета. Кривичниот совет при кривичниот суд може во самата кривична постапка да одлучи за штетата, која што му е причината на оштетениот, состојување на кривично дело, но може исто така и да не одлучи за таа штета и да го упати оштетениот на граѓанска парница за остварување на своето право на надомест на штета. Јас на вистина не верувам дека ниту еден од колегите на обвинетиот, односно сега веќе на осудениот лекар, не сака да се нафати да направи офталмолошко вештачење со цел да се утврди на вистина која е таа штета која што му е причината со несовесно лекување на болни, односно на пациенти. Да, на вистина доколку
гледачот, граѓанинот е упатен со кривична пресуда на граѓанска парница, истиот има право со тужба да бара надомесна штета, но во таа тужба ќе мора да има и соодветно, во конкретниот случај, офталмолошко вештачење, кој што ќе покаже, односно ќе укаже на основаноста на тужбеното барање. Дефинитивно без последно така наречено медицинско вештачење, во конкретниот случај офталмолошко вештачење, граѓанинот тешко дека ќе може да оствари своето право на надомесна штета во граѓанска парница. Така. Имаме уште еден гледач и чинам последен за денеска. Добро ви утро, секој утро повелете. Добро утро. Повелете. Вака. Во 2009 година започнавме оставинска постапка пред нотар. Имаше несогласување меѓу наследниците и нотарот не упати на суд. Судската постапка заврши 2014 година. Пресудата има и печат за извршност и печат за правосилност. Во мај месец 2014 лично јас ја однесов пресудата кај истата нотарка. Меѓутоа од 2014 мај до мај 2020 она не е отпочна постапка да ја спроведе пресудата. Јас одам по неколку пати годишно кај нејзе и она секогаш ми кажува дека за некого фалело венчаница, за некого фалело умреница и јас се викам како ние да знаеме што треба. Дали она треба нас да ни прати покани, да не викне, за да продолжи постапката, или она треба сега јас да тужам, да одговара, дали има рок она до кога тоа треба да почне да го заврши. Во ред. Бидете само на линија, дали го слушнавте прашањето? Да, го слушнав прашањето, значи се работи за спор помеѓу наследниците во текот на оставинската постапка и еден од наследниците бил упатен со решение на спор во парничниот суд. Тој спор завршил и за време на траењето на тој спор нормално била прекината оставинската постапка пред судскиот повереник, односно пред нотарот, бидејќи таа парнична постапка веќе завршила правосилно, како што слушнав од самата гледачка. Да. Тогаш обврска има нотарот. Нотарот има обврска да ја продолжи оставинската постапка, бидејќи спорното прашање помеѓу законските наследници и тестаменталните наследници и така натака е веќе правосилно завршено. Доколку нотарот избегнува да ја продолжи постапката, а навистина не знам од која причина, тогаш гледачката има право да се обрати до нотарската комора со представка и да укаже на незаконитостите во работењето на конкретниот нотар, но има право и да бара оставинскиот предмет да се додели на некој друг нотар кој што ја заврши правосилно оставинската постапка. Во секој случај, значи, после правосилното завршување на парничната постапка со пресуда, односно со правосилното завршување на спорот кој што настанал помеѓу законските или тестаменталните наследници, нотарот е должен како повереник на судот да ја продолжи оставинската постапка онаму каде што застанале, имајќи ја во предвид пресудата на основниот суд. Така. И со ова го завршуваме ова петочко издание на Адвокат на граѓаните. Ви благодарам што бевте дел повторно од Добро утро секој утро. Благодарам и на вас. Благодарам и на гледачите кои што се јавија и ги поставија прашања.